Рочиштето за случајот подкуп во кој обвинет премиерот Зоран Заев што требаше да продолжи денеска во кривичниот суд е одложено за 25 декември. Судењето е одложено за да се сочека одлуката на апелацискиот суд на 27 ноември за тоа дали снимките од посебните истражни мерки објавени на YouTube можат да бидат доказ во постапката. Премиерот Зоран Заев во придружба на своите адвокати денеска се појави на закажаното рочиште. Заев во подкуп е обвинет дека во својство на градоначалник на Струмица побарал подкуп од струмички бизнисмен во вредност од 160.000 евра за градежно земјиште во Струмица. Поради изземањето на доказите од постапката и жалбената постапка која што трае поради ова, закажано е рочиште на отворена седница или јавна седница на апелација на 27 овој месец и логично поради тоа судењето денеска е одложено за 21 декември. За 25 декември. Затоа што веројатно судот не може да продолжи да работи се додека апелација не се изјасни, се работи за нашето барање од претходното рочиште, за јавно објавените докази, не смеат да се користат во судска постапка. Секако судот го одби нашето барање, ние се жалевме до апелација и сега на 27 ноември е закажана таа јавна седница на апелација. Заради тоа е презакажено судското рочиште за подкуп на 25 декември. Пред судот за друга постапка денеска се појави лидерот на ВМРО ДПМН и поранешен премиер Никола Груевски, кој е прво обвинет во предметот насилство во центар на главната расправа во кривичниот суд, се изјасни како невин по обвиненијата што против него ги поднесе СЈО. Поранешниот министер за транспорт и врски Милејана Киески исто така се изјасни за невин, објаснувајќи дека ниту нешто сторил, ниту за нешто се чувствува виновен. Вина не чувствува ниту пратеничката Даниела Рангелова, која во време на настаните беше советничка во општина Центар. Како виновен се изјасни Томислав Лазаров, тогашен координатор на советничката група на ВМРО ДПМН во општина Центар. Рече дека се чувствува виновен и од оваа временска дистанца длабоко се кае. Вкупно во овој случај се обвинети 14 лица. Претходно адвокатите на обвинетите побараа одложување на главната расправа. Поранешниот премиер Груевски е обвинет од СЈО за поттикнување на насилството што се случи при протестите пред општина Центар во јуни 2013.